Od, od leto na zima. Промена. Така мислам. Добро, благодарам Ѓоко. Дали некој друг има идеја што се климатски промени? Мислам дека промена на озонската сфера. И тоа се поврзува со климатските промени, меѓутоа климатски промени, кратка дефиниција на климатски екстремни промени во климата. Така, тоа од многу топло кон многу ладно. Блиску си, Михаела. Кратка дефиниција е долгорочна промена на вкупната температура на земјата со масовни и трајни последици. Тоа е климатски промени. Како тие се поврзани со глобалното затоплување? Што се случува со земјата? Дали некој има идеја? Добро, да не ви губам време. Јас ќе го објаснам сето ова и всушност целата презентација е одговор и на последното прашање зошто би требало да се грижиме. Те молам следниот слайд, Мухамед. За 2,5 милиони години земјината клима флуктуирала, правејќи одскоци од ледени доби до потопли периоди, но во последниот век температурите на земјата се покачени од 1,2 до 1,4 степени Целзиусови. На сликата имаме една обична стаклена градина. Можеби знаете зошто токму стаклена градина ви покажувам на овој слайд. Зошто е поврзана стаклената градина со климатските промени, со глобалното затоплување. Дали некој сака да каже нешто? Видов едно раче, мислам. Не, грешам. Добро. Стаклената градина всушност е начинот на кој што функционира стаклената градина да не измрзнат растенијата. Добро, во принцип тоа е причината зашто се прават стаклени градини и во истиот принцип на кој што функционира стаклената градина, обична стаклена градина, на тој ист принцип функционира и нашата земја со нашата атмосфера. Те молам следната слика, Мухамед. Започнувајќи од индустриската револуција, градење на фабрики, електрани и коли кои што функционираат врз база на согорување на фосилни горива, како што се масло и јаглен, испуштаат огромни количини на CO2 и други гасови, како водена пареа, метан, озон, нитрооксид, флорофлуоројаглерод во атмосферата. Овие гасови се нарекуваат стакленички гасови. Ние сме изградиле авиони, побрзи автомобили, развиваме извонредна технологија и учиме како природните ресурси околу нас можат да се користат на наша корист. Тоа и го правиме со децении. Современите човечки активности го зголемија ова ослободување на стакленички гасови, кој што, како што знаете, е познат како глобално затоплување. Стакленичките гасови ја задржуваат топлината во земјата преку процес кој што се нарекува ефект на стаклена градина. Ефектот на стаклена градина започнува кога сонцето и неговата енергија која ја зрачи стига до земјата. Земјата и нејзината атмосфера ја абсорбира дел од оваа енергија, додека останатиот дел се враќа во Вселената. Гасови кои што природно се наоѓаат во нашата планета, дозволуваат затоплување на нашата планета и без тоа, без нашата атмосфера, планетата немаше да има живот во неа, поточно преку ден све би изгорело, додека навечер све би замрзнало. Но ефектот на стаклената градина се зајакнува поради стакленичките гасови кои што човекот ги испушта и колку повеќе топлина се заробува, толку планетата станува потопла, колку што нашата планета станува потопла, толку ние ги чувствуваме повеќе ефектите. Дали е јасно? Се надевам.
Добра. Најголемите жртви на ова глобално затоплување се океаните. Те молам следниот слайд, Мухамед. Добра, тие ја регулираат, те молам кликни. Тие ја регулираат температурата на земјата и обезбедуваат. Кликните, молам, Мухамед. Да го пуштам видеото? Не, кликни на слайдот. Мислам, Okay. добро. Тие обезбедуваат 50% од кислородот на земјата. Значи, океаните обезбедуваат 50% од кислородот на земјата, затоа што се толку битни. Климатските промени ја зголемија глобалната температура на океаните за повеќе од 3 степени според Фаренхајт од 70-тите години. Иако потоплиот океан изгледа интересен, атрактивен за посетители, за сите нас, тој всушност има катастрофални последици за одржување на живот на морето, океаните. Еден од тие последици е закиселувањето на океаните, кој што е директен ефект на зголемување на растворениот јаглеродиоксид во атмосферата. Дефиниција за закиселувањето на океаните е зголемување на киселоста на океаните како директен ефект од CO2 во атмосферата што реагира со солената вода. Кликните, молам, уште еднаш. Не. Да, всушност видеото те молам. Видеото. Да проследиме едно видео токму за ацидификацијата на закиселувањето на океаните. By now you've heard that the way we're living is filling up our atmosphere with carbon dioxide. As a result, the planet's warming. Heat waves and floods are more likely to be extreme, and people's lives will get tougher. And the more we learn about climate change, the more risks we uncover. Since we started burning fossil fuels, the ocean has absorbed about half of all the CO2 we humans have put out. That's why it's called the planet's biggest carbon sink. Now this is good because it's kept a lot of CO2 out of the atmosphere. But as the ocean warms, it takes up less and less CO2. And with all that CO2 in the sea, scientists are shedding light on, well, an ocean of problems. Ready for the first big problem? Some sea creatures like clams, oysters, and coral, their shells and skeletons are getting weaker. Okay, you've got bigger problems than easy-to-crack clams? Maybe not if you're among the 1 in 7 people who get most of their protein from seafood, or if you understand how unstable the world would be with 1 billion more hungry people. What's weakening the shells? Well, these little creatures are going about their lives scooping up molecules called carbonate ions to be the building blocks of their shells. But when CO2 reacts with seawater, it releases hydrogen ions, which compete with shells for carbonate. With more hydrogen ions floating around in the ocean, our little friends have to spend more energy building their shells and have less energy for finding food. That means it's harder to grow, and more will die off before they get big. So the fish that eat the clams or live among the coral will have a harder time surviving, meaning the fish that dine on them won't have enough to eat, and so we won't have enough to eat. Remember those pesky hydrogen ions generated by more CO2? They don't just take away the carbonate ions that these little clams need. They also make the ocean more acidic. It's already become 30% more acidic since we started spewing all this CO2, and it could get much worse. We could change the ocean's chemistry so much that shells actually start to dissolve. That means if we don't turn this problem around, your great-grandkids might think of reefs the way you think of a dodo bird. And with 1 in 4 ocean species living in coral reef ecosystems, weaker coral could threaten the foundation of the whole ocean food chain. But why panic, right? Life always seems to find a way to adapt, but it needs time. In a few decades, we might make the oceans more acidic than they've been in 20 million years. It's hard to imagine any ecosystem quickly adapting to that big of a change. But things don't have to get that bad. We've started this problem, and we're going to fix it, beginning at its source. Carbon dioxide from burning fossil fuels. Right? Life always seems to find a way to adapt. Теми од ова видео ќе ги дискутираме
за време на презентацијата, но доколку имате прашање на крајот, ви се молам, прашајте. Од крајот на 18 век киселувањето на површината на океаните се зголемило за 30%. Коралите се изложени на голем ризик, што го става во опасност целиот синџир на исхрана на океаните. И сега, доколку ви текнува од мојата претходна презентација, кажавме како сите живи организми во еден екосистем се поврзани еден со друг преку синџир на исхрана и се функционално меѓусебно зависни. Доколку еден клучен елемент, односно вид на организам, исчезне од тој екосистем, што настанува со другите кои што е во меѓусебна зависност? Порано или подоцна и тие другите ќе исчезнат, за жал. Следен слайд те молам, Мухамед. Коралите се токму тоа, коралните гребени, тие поддржуваат некои од екосистемите со најголем биодиверзитет во планетата. Илјадници морски животни зависат од коралните гребени за опстанок, вклучувајќи некои видови морски жилки, риби, ракови, ракчиња, медузи, морски птици, морски ѕвезди и многу други живи организми. Коралните гребени обезбедуваат за солниште, место за мрестење и заштита од предатори. Те исто така ги поддржуваат организмите во основата на синџирите на исхрана на океаните. Те молам следната слика. Ова е обелен корален гребен, ова се случува со затоплување на водата, всушност коралите се избелуваат. Како што пропаѓаат екосистемите на коралните гребени, веќе загрозените видови се соочуваат со исчезнување. Избелувањето на коралите влијае на екзистенцијата на луѓето, обезбедувањето на храна и безбедност. Коралните гребени се природни бариери кои апсорбираат силата на брановите и бурите, одржувајќи ги крајбрежните заедници безбедни и без нив мора да се потпреме на вештачки морски ѕидови, кои што се скапи, многу помалку ефикасни и еколошки многу штетни. Со одстранување на врските во синџирот на исхрана и одземајќи им го местото на мрестење и развој на некои видови на риби и ракови и други организми, избелувањето на коралите всушност директно влијае врз намалувањето на бројот на риби во океаните. Секој што зависи од овие животни како примарен извор на протеини ќе биде во неволја, нели, како што се кажа во видеото. Исто така и туризмот на коралните гребени, кој носи милиарди долари секоја година и поддршка на илјадници работни места, нема да постојат. Следен слайд те молам, Мухамед. Ова е слика од глечер од некој од половите и како што гледате се топи помалку глечерот и нели паѓа врз водата истопениот глечер. Климатските промени исто така предизвикуваат зголемување на нивото на морето поради нели топење на глечерите. Од 1994 година, секоја година во просек се топат 400 милиарди тони од глечерите. Тоа е како коцка мраз од 7,5 километри кубни да се истопи, да се влева во морето. Целата таа вода како вокада се полни и потоа се излева и ги поплавува крајбрежните области. Во меѓувреме, примероци земени од леденото јадро покажуваат дека стакленичките гасови, како CO2 и метанот, ги достигнале своите највисоки нивоа во последните 420.000 години. Кога сме веќе кај глечерите, да споменеме исто така уште еден феномен кој што се случува таму. За да го објасниме него, ќе ми е потребна ваша помош. Доколку имате и моето прашање гласи вака. Доколку имате две тела
едното тело е светло, со светла боја, другото тело е со потемна боја, којот од вие две тела подобро ја рефлектира светлината? Дали светлиот или светлото или потемното тело? Што мислите? Ја рефлектира по светлото, Така. да, а ја Добро. абсорбира по темната боја. Точно така, благодарам. Значи, оваа паралела ја правиме за да видиме што се случува, плюс, значи, освен тоа што се топлат глечерите, што плюс се случува. Овој ефект придонесува до уште поголемо топење на глечерите, уште поголемо затоплување. Зошто? Поради тоа што глечерите имаат светла боја и доколку ги има повеќе, тие ја рефлектираат топлината и ја враќаат во вселената. Доколку што помалку има глечери, што помалку светла боја, толку повеќе море, а морето, како што знаете, со потемна боја, да кажеме сина, темно-зелена и слично, таа пак ја абсорбира светлината, топлината и така ова носи до уште поголемо затоплување на океаните. Се додека индустриализираните земји трошат енергија, а земјите во развој ја зголемуваат потрошувачката на фосилни горива, концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата ќе продолжи да расте. Истражувањата предвидуваат дека температурите ќе се зголемат за околу 2 до 10 степени според Фаренхајт до крај на овој век. Некои климатски истражувачи предвидуваат поспори промени, другите предвидуваат подрастични. Светот веќе покажува многу знаци дека нашата клима се менува и тоа никогаш не било појасно од 2020 година. Постојано и повторно се урива рекорди кои покажуваат дека сега се наоѓаме во непозната територија. Настанува зголемување на нивото на морето. Те молам Мухамед следниот слайд. Атлантикот во 2020 година предизвика повеќе големи бури оваа година од било кога досега. Кликните, молам Мухамед. Се предвидува во најмала рака голем дел од крајбрежните области ширум светот да бидат поплавени, поради што ураганите ќе бидат почести, а од друга страна се предвидуваат и тешки суши. Тоа е поради тоа што климатските промени негде поплавуваат, а на други места носат тешки суши. Следен слайд те молам. Само во 2020 година се случија 5 од 6 најголеми шумски пожари во Калифорнија. Сведоци бевме на пожарите кај нас. Големиот пожар во Австралија, сите знаеме за него, каде што имаше дури и огнени торнада. Исто имаше во Грција, во Турција и така натаму. Изминатите 6 години беа најтоплите години измерени од човекот. Во Австралија 1 милиарда животни едноставно се избриша. Само на островот Кенгуру од пожарите беа убиени околу 25.000 коали. И без овие драстични случувања, видовите на растенија и животни кои не можат да се прилагодат во овие толку брзо променливи услови, како процес на глобално затоплување, за жал ќе се соочат со исчезнување. За жал, ниедна држава, ниеден ќош од земјината топка нема да биде поштеден од вакви катастрофи. Ова ќе носи и веќе носи на некои места до еколошка миграција на луѓето, но допрва се чека по поголема таква миграција. Тек тогаш мислам дека посериозно ќе сватиме до која мера сме ја уништиле нашата планета. Следен слайд те молам, Мухамед. Оваа крива се нарекува крива на хокејско стапче. Таа прикажува глобален или хемисферичен просечен температурен запис
од изминатите 500 до 2000 години. Овие реконструкции постојано покажуваат бавен, долгорочен тренд на ладење. Гледате, полека паѓа температурата, кој се менува, ова паѓање се менува со релативно брзо затоплување во 20-тиот век. Еве, доле можете да видите, околу 2000-те години. При што рекордот на температурите нели е достигнат во 2000-тите години и ги надминува сите претходни температури. Терминот на оваа крива хокејско стапче беше популаризиран од климатологот Джери Мелман, за да ја опише шемата на Mann, Bradley and Hughes, кој што ја објавија во 1999 година. Тој е релативно рамна крива со надолен тренд до 1900 година, проследено со нагло стабилно зголемување што одговара на долниот дел на хокејското стапче. Оваа крива е многу популарна во екологијата поради две причини. Прво, поради тоа што оваа крива беше една од првите научни освестувања за глобалното затоплување, истата е користена како доказ во различни конференции, конвенции за климатски промени и исто така за акции кои што се превземени против глобалното затоплување. Исто така е позната многу поради тоа што многу научници се обидуваа да најдат докази за да ја отфрлат оваа теорија, овој доказ. И тоа се случуваше до буквално минатиот месец. Минатиот месец Осман Етал и соработници објавија еден брилјантен научен труд во научното списание Nature, кој по се изгледа направи голем одскок напред во науката, тек треба да видиме. Прво, изумот на статистичкиот модел користен за да се добијат овие податоци, кој што е резултат на 7-годишна работа и тоа со потребна експертиза од хидрологија, геохемија, биологија и многу други науки, и поради тоа што разјасни многу дилеми поврзани со глобалното затоплување. Сега те молам стисни уште еднаш, кликни уште еднаш. Овде можеме да видиме две криви. Едната крива горната, црвената крива е поранешна крива, а оваа другата, плавата е новата крива, што е добиена од Осман Етал и од соработници, значи нова. Сега, приметете дека ординатата за црвената крива се наоѓа од левата страна, ординатата од сината крива се наоѓа во десната страна. Ова не значи дека црвената крива е над плавата, само тоа ми е битно да го знаете. Според претходните мерења, можете да видите на крајот на црвената линија има мало закривување надоле, што покажува дека температурите започнале да паѓаат, додека новата, да кажеме пософистицирана, многу пософистицирана поради статистичкиот начин на кој што е добиена оваа информација, овие податоци, откри дека земјата всушност не се оладува, него се затоплува и кривата иде нагоре. Што значи дека не само што претходните научници биле во право и без сомнеш бил и е најголем, би требал да биде најкомплексен глобален проблем во сегашноста и треба да се гледа да се реши, но Осман Етал и соработниците исто така докажаа дека не се очекува никакво снижување на температурите, него се очекува сосемно обратното. Овој труд исто така докаже дека 3,5% од глобалното затоплување се должат на промената на орбитата
и океанските циркулации, додека останатиот дел од затоплувањето, односно 96,5, се должи на стакленичките гасови и рефлексивноста на површината на земјата. Следниот слајд те молам, Мухамед. Овде имаме обновливи, малку да прозбориме за обновливите избори на енергија, проблеми и солуција. Ова многу убаво се презентираше минатиот пат од Арти. Убаво се продискутира опциите за добивање на електрична енергија. Јас би направила само еден краток пресек. Значи, во глобала постојат 3 категории на извори на електрична енергија. Првиот е нели со фосилни горива, горната лева слика. Вториот е со нуклеарна енергија, нели горната десна слика, и третиот е обновливи извори, каде што спаѓаат соларна, ветерна, хидро, геотермална, бранова и биомаса. Во основа треба да е јасно дека додека сакаме да постои оваа планета во што постабилна, што поздрава состојба за идните генерации, првата опција мора да се елиминира. Не. Добра, фала. Додека кога станува збор за преостанатите извори, би сакала да ве поттикнам да се информирате што е можно повеќе за тоа кои се позитивни и негативни страни од користење на нуклеарни извори или на обновливи извори. Овде се во прашање повеќе варијабли, тоа финанси, економија, политики, менаџмент, дали станува збор за веќе развиена држава или држава во развивање, големина на локација, еколошки услови на државата, капацитет на извори, време на граѓање на изворот за енергија, емисија на CO2 при градба, сигурност, и тоа здравствена и еколошка, и други варијабли кои што би требало да се разгледаат пред да се реши на каков начин би дошле до електрична енергија. Верувам дека е многу битно да имате што повеќе информации за двете и да се базирате врз релевантни податоци за да креирате ваше мислење на оваа тема, како и за други теми, нели? Како на пример, минатиот пат споменавме со Арти дека многу помалку луѓе имале и имаат здравствени последици, многу помал број на смртност довеле нуклеарните катастрофи и радиација во териториите што ги допреле Чернобил или Фукушима во однос на здравствените проблеми и смртност што доведува загадувањето при користење на фосилни горива. Ова е интересно да се разгледа, нели, и да се размисли на оваа тема. Јас во моментов можам да ви дадам мое професионално мислење на оваа тема, а тоа е дека солуцијата според мене е хибрид на двете, односно комбинирање на двата извори, обновлив со нуклеарен. Со тоа што вакви солуции може да бидат локални, дури персонални, а не само државни или регионални. Во тој случај е многу полезна да биде комплетно обновлива алтернативата. Особено поради тоа што секој ден се работи за добивање на што поефикасни направи и што поисплатливи. Може би некој ден некој од нас, пример, ќе изгради некоја куќа и ќе одлучи комплетно да се снабдува со електрична енергија и топлина од соларна енергија. Тоа ќе биде и финансиски поисплатливо и комплетно еколошко решение. Доколку имате прашања или сакате да дискутирате на оваа тема или било кој дел од оваа презентација, ви стојам на располагање и по презентацијата можете слободно да ми пишете. Сега ќе проследиме едно кратко видео, кое што потоа кратко ќе го резимирам. Мухамед, те молам. Извинете, имам прашање. Да, повели. Напишав во порака, ама добро. не. Дали сметате дека е позитивна или не? Да. Енергија. Супер, значи прашањето, дали сметате дека е позитивно или негативно да се користат водите за производство на електрична енергија? Тоа во принцип
е позитивно да се направи, меѓутоа зависи за какви води станува збор. Понекогаш станува збор за води кои што ите како имаат проблем, да кажеме реки, немаат доволно вода и доколку се направи брана, може да направи поголем негативен еколошки импакт отколку ако користиме на пример други нуклеарен начин на ова добивање на електрична енергија или нормално секогаш е опција друг обновлив избор да се користи. Затоа претhodно спомнав дека зависи од многу варијабли, многу фактори треба да се земат во предвид пред да се направи пред да се одлучи кој начин на добивање на енергија е најдобар. Еве ќе ви дадам уште еден податок. Значи во Калифорнија е еден од најголемите или најголемата плантажа за соларни панели. Тоа нормално еколошки беше поддржано од многу активисти против глобалното затоплување, многу еколози и биолози. Меѓутоа, по кратко време се виде дека сите желки кои што беа одстранети од цел тој регион каде што нели ќе се ставеа панелите, голем број од желките изумреа во друга територија каде што ги одгледуваа, поради тоа што желките се многу осетливи на промена на место на живење. Или пак беше зачудувачки и жален податокот што многу птици додека летаа во тој регион едноставно гореа, поради тоа што нели се враќа светлината и во некои делови во горниот дел од соларната плантажа, тие се печеа во лет. И нормално дека тие се позитивни еколошки направи, меѓутоа треба многу убаво да се разгледа секој детал, секој жив организам кој што живее во тие предели, како тоа по некое време ќе се рефлектира на глобалното затоплување и така натаму. Затоа велам, отворена сум да дискутираме на овие теми, поради тоа што има многу што да се каже, има многу што да се научи, да се прочита, меѓутоа има начин, има решение за секој проблем. Секој еколошки проблем кој што човекот го има креирано, навистина има решение. Се надевам дека го доби одговорот. Да, важи, фала. Нема нешто. Ајде да го проследиме видеото. So I made this climate model, an extremely basic climate model. Normally we think of climate change kind of like this. Add a bit of CO2, get a bit of heat. And that's true until a certain point, when a slight nudge can lead to drastic changes. This is the idea of a tipping point. Some of Earth's systems are teetering on the edge of major changes because of a heating planet. And if we nudge them past a certain point, they could change dramatically, regardless of what we do afterwards. One of Earth's critical systems is this, permafrost. It's Arctic soil that's frozen year-round, keeping its carbon locked away. Today, the world's permafrost stores nearly twice as much carbon than the atmosphere. As we warm the climate, we're thawing permafrost, and that ancient stored carbon gets released back into the atmosphere. So you have this cycle. Permafrost thaws, carbon gets released, planet gets hotter, and more permafrost thaws. So if we push permafrost to its tipping point, that cycle would become unstoppable. Earth has many climate systems at risk of these domino effects, on land, in the ocean, and in the ice. The boreal forests in the far north store more than a third of the world's terrestrial carbon. But if they're pushed enough through worsening fires and rising temperatures, they could transform into grasslands and can release a lot of that carbon back into the air. On the poles,
melting ice sheets are making the Earth's surface darker. That darker surface absorbs more of the sun's rays, which warms the ice up faster. This cycle could make the meltdown unstoppable. In the Atlantic, a massive underwater current pumps warm water around the Western Hemisphere and carries the energy equivalent of 1 million nuclear power plants. This current is powered by changes in the ocean's temperature and saltiness. A warming and melting Arctic could cause that current to slow down, or maybe even someday stop. So how close are we to some of these tipping points? Well, we've already warmed the planet by 1.2 degrees Celsius. But if we can keep warming below 2 degrees, we can avoid most of these tipping points. If we warm the climate beyond that, we do so at our own risk, and at the increasing risk of some of these systems tipping over. If we were to hit one of these closer tipping points, we could still influence how fast these changes happen. For the collapse of the Greenland ice sheet, a tipping point big enough to lock in 24 feet of sea level rise, we could lose all of Greenland's ice over the next 1,000 years if we kept on increasing fossil fuels. But if we cut emissions, we could hold on to that ice and hold off that sea level rise for more like 10 or 20,000 years. Tipping points change the way we think about climate risk. And the closer we get to the edge, the more dangerous our emissions become. So we made this video as part of a larger project. 3 other writers interviewed leading climate. Значи, се спомна tipping point. Тоа на македонски би го превела точка на вриење. Тоа е точка во која еден еколошки систем доживува неповратлива квалитативна промена. Значи, откоја ќе се помине таа граница, што и да се направи, не може да се врати процесот назад. Значи, се станува збор за процеси кои што ние сме во можност да ги смениме и кои што мораме да ги смениме доколку сакаме да продолжиме да живееме во оваа планета и да идните генерации имаат поздрава, можеби, планета во која што би живееле, поздрава отколку што е оваа во која што живееме сега. Во видеото имаше, се спомена процес на испуштање на јаглерод диоксид. Тоа е всушност, таа циркулација всушност е ацидификација на почвата, што беше едно од прашањата на почетокот. Во врска со тоа можеме некој друг пат повеќе да разговараме, да ве информирам. Меѓутоа, во принцип, станува збор за тоа, за поголеми количини на CO2 и помалку зафаќање на CO2 во земјата, отколку што не помалку, него поголемо и веќе не е во можност земјата повеќе CO2 да прима, да абсорбира од атмосферата. Исто така се спомна топлите води, значи струењето низ океаните, кај глечерите во половите, неколку стотици метри на површината на водата се ладна вода. Меѓутоа, во долниот дел на тие глечери поминува вода од голфската струја, всушност од тропските предели. Таа вода е топла и кога доаѓа во допир со глечерите, и како ги крши, во голема мера ги топи. Значи, и ова е еден процес кој што придонесува да уште поголемо затоплување на климата, придонесува со топење на глечерите. Значи, да сумирам во една реченица, станува збор за повеќе точки на вриење, точки кои што под секој услов мора да ги избегнеме, доколку сакаме да ја спасиме нашата планета.
Следната слика која што ја покажа Мухамед е климатски часовник кој што е во Union Square во Нью Йорк. Тој ги брои годините, деновите, минутите и секундите до кога ќе има толку многу јаглерод во нашата атмосфера, што најлошите ефекти од климатските промени стануваат неповратни. Сегашната траекторија е нешто повеќе од 6 години, зашто ова беше направено минатата година, но ние како општество можеме да го продолжиме тој часовник со драстични акции за да ги отфрлиме стакленичките гасови од планетата. Ние всушност можеме да намалиме стапката на јаглеродниот диоксид што го внесуваме во атмосферата. Тоа знаеме дека е можна иднина и ќе биде потребно лидерство на меѓународна и локална сцена и секако сека индивидуална иницијатива не е никогаш од одмет, што значи дека секогаш и ние можеме да придонесеме за секој од овие процеси, за споро и да се одвива климатското затоплување или во поубав случај да го престанеме ова затоплување. Следна слика те молам, Мухамед. Не се отвара. Добро, не е страшно. Таа слика беше од COP, тоа е Conference of Parties. На колку би можеле да ја продолжиме? Гјоко, тоа зависи од нас. Доколку сега, од овој момент, ние престанеме со горење на фосилни горива, ништо од предвидените катастрофи нема да се случи или многу малку од нив ќе се случат. Меѓутоа, тоа е многу тешко да се постигне, поради тоа што не зависи само од индивидуи и само од луѓе кои што се свесни за овие. Сакате да кажете да нема палење на дрва, така? Точно ве сваќам или? Повеќе да нема користење на енергија од начинот на кој што ние ја користиме енергијата во нашите домови, зашто ние се снабдиме со енергија која што доаѓа со палење на фосилни горива. Се додека тоа се случува, се додека има толку многу коли, се додека фабриките не користат доволно колектори, се додека се додека користиме авиони нон-стоп, се додека користиме храна што е извезена, се додека ја оставаме, не знам, водата да тече без потреба или светлото да свети без потреба, процесот нели се издолжува, но доколку би дошле до солуции, тоа многу брзи солуции, и тоа треба да се донесат повеќе на интернационално ниво, и така и стигнавме до тоа што сакав да кажам, конференција на Conference of Parties, што на македонски би било конференција на страните. Тоа е конференција каде што доаѓаат преговарачи од речиси 200 земји, се собираат и разговараат на темата на глобално затоплување и разговараат на промени кои што секоја држава треба да ги донесе, да одлучат како на најдобар начин да се дојдат до промени, да се иде напред. Крајната цел е всушност да се дојде до солуција за глобалното затоплување. За жал, тие политики се така не во склад со тоа што е најдобро за нашето здравје и здравјето на нашата планета и на идните генерации. Меѓутоа, има надеж. Особено тоа зависи од големи земји каде што најмногу е развиена индустријата, како например Соединетите Американски држави и Кина. И
Тие конференции секоја година се одржуваат, има канали каде што се следи секој дел од таа конференција што чинам трае 2 недели. Дали Окей. Окей, тоа ми беше прашањето, ви благодарам на опфатениот одговор. нема на што, Гјоко. Да продолжиме. Значи, голем дел од врати се. Не, јас ќе продолжам, врати се темо. Голем дел од големите одлуки ги носат политичарите, но тоа во никој случај не треба да значи дека секој од нас нема простор или начин да превземе нешто. Овде би ја земала како пример Грета Thunberg, иако од многу мала започна со мали акции. Тоа што го направи она беше да не идеше во школа како знак на протест за одлуките што ги носеа владите во однос на климатските промени. Денес истата девојка собира илјадници луѓе на протести во различни држави поради тоа што голем број на луѓе се освестени и на тој начин заедно се борат за подобро утре за секој од нас и за следните генерации. Тоа е добар пример за тоа што можеме секој од нас да направиме, што има секој од нас сила да направи. Оваа слика што ја гледате на екранот е медуза. Ова снимка од медуза всушност. Станува збор за пример каде што неколку недели во Венеција не смеја да пловат гондолите, каде по многу кратко време во каналите беше снимена медузата. Тоа покажува колку брзо природата може да закрепне. Веројатната промена, уште поголема промена се случи во Милано, само поради тоа што имаше карантин за неколку месеци, само по неколку недели од почнувањето на карантинот, од моментот кога започна карантинот, Милано беше многу по-малку загаден град. И всушност луѓето можеа да гледаат во поголема дистанца и беше ова како освестување за политичарите да ги преиспитаат своите одлуки и направија навистина големи промени во планот за закрепнување и за озеленување на Италија. Сега веќе они не функционираат на ист начин како што функционирале пред пандемијата. Секако има и многу држави кои што темелно се борат да се намали или во најмала рака да се успори глобалното затоплување и овде има надеж. Алармите на нашата планета стануваат се погласни, но прозорецот на можности се уште е отворена, способноста да се трасира нов пат е се уште можна. Следното поглавје на тоа што ќе се случи на оваа приказна зависи од нас луѓето, односно како ние ќе реагираме. Научниците се уште веруваат дека постојат работи што можеме да ги направиме на лично ниво и да помогнеме. И тие се следните. Те молам следниот слайд, Мухамед. Неколку веќе споменавме, значи пешачите или користете јавен превоз за да стигнете до дестинација, што помалку користете авионски летови, нормално и коли се разбира, особено дизел коли. Исклучете ја електрониката, светлата, чешмите кога не ги користите, јадете помалку месо, јадете повеќе локално одгледувана храна и ширете го вашето знаење. Ова е мощно битно. Што повеќе луѓе се свесни за сите овие процеси, веројатноста е поголема дека ќе се расонат и дека ќе можеме да направиме поголеми промени за да ја зачуваме планетата. Овде
фали рециклирајте и реупотребувајте. Тоа што го спомна Симон во негова презентација, во преубава негова презентација. И тоа би рекла е тоа што можеме ние да направиме и нормално да превземеме акција доколку е можно. Што би можеле да заклучиме од оваа тажна, но реална вистина е дека ние, иако сме најголем дел од причината за глобалното затоплување, ние исто така можеме да бидеме и дел од решението. Со ова јас би завршила со презентацијата и следно ваши прашања. Дали има некој прашање во врска со ова што го презентирав? Љупчо, повели Љупчо. Јас прво ќе го искористам овој дел на прашање да кажам една изворедна презентација со многу и навистина современи, научни и овој работи со кои што се студираме во рамки на светот. А моето прашање или мојот дел на учество сега е како ние кај нас во Македонија го чувствуваме тоа. Значи, ако светот уште од 1992 година со донесувањето на конвенцијата меѓународна, нели, за климатските промени, уште тогаш почнаа тие многу договори, конференции, па и последните конференции, нели, кои што се одржуваат. Го чувствуваме и ние. И прво пофално да се изразам за нас како држава и како влада и така натаму, дека доследно одговараме, ги правиме тие извештаи кои што треба да ги имаме. Имаме и дел на истражување и анализи. Една од првите држави во регионот бевме што направивме анализа уште пред 2000 година. И само да спомнам дека еве на пример 93 година ние осетивме и голема суша, но и големи зимска суша и мразови и така натаму, кои што има огромни штети. И тоа под влијание на ова што го говориме. 2007 година во Македонија беше една година кај што имаше, знаете, еден огромен број на шумски пожари кои што ги почувствувавме и највисоката температура која што е 45,3 во тој јули месец, 25 јули, кога мислам на одреден начин го чувствуваме и тука кога имавме и дел после тоа големи поплави, не само Вардар, туку и реката Црна и така натаму, и Пелагониското поле, па Струмичкото поле и така натаму, Вардарскиот дел кај што оди Вардар и така натаму. Така да овие последици ги чувствуваме веќе и само пофално да кажам дека дел од нив, заедно со тоа што се екстремни, нели, и глобалното затоплување, но и она што се екстремни температурните разлики, го имаме внесено и во делот на проценката за ризици и опасности. Значи, но ова што треба да се следи и ова толку убав дел, и еве како жена препорака моја, значи, и да учествуваме сите, но и да бидеме дел од она што треба да го правиме, значи, во кај нас, во нашата заедница. Еве, тоа е мојот прв дел и да пожелам и натаму добри истражувања, Джина,
да ги почитуваме тие препораки што ни ги кажа. Сега Се јубаво надевам. напехаве и уште поубава 2022 година. Благодарам Љупча многу. Добро, во оваа прилика ја не би должела да дадам моje мислење за тоа како нашата држава се справува со глобалното затоплување. Јас сум свесна дека како нас има и други држави кои што имаат големи проблеми економски, со голем дел на сиромашен народ, и свесна сум дека не може на прво место да биде екологијата, меѓутоа треба да биде. Треба да биде поради тоа што се друго, ако се среди, доколку немаме место, планета кај да живееме, и доколку дојдат природни катастрофи што ќе не евакуираат од Македонија, тогаш ништо нема да значи доколку не ја имаме оваа планета и нашето здравје, нели? И мислам дека, само кратко мислење ќе дадам, мислам дека многу повеќе треба да се даде акцент на животната средина, на прашањата, на проблемите на животната средина, заради тоа што дури мала држава како нас може да направи промена. Ако за никого друг, за нас. А освен тоа, секој дел нели од оваа планета и секоја убава промена придонесува за убавото на целата планета. Дај да видиме други. Благодарам многу, Љупча. Секогаш уживам да ве слушам. Дали вие сметате дека за неколку децении ќе имаме висок проблем со затоплувањето ако не го спречиме сега? Дефинитивно, Нела, дефинитивно. Веќе имаме голем проблем и затоа мојата презентација не можеше да биде повесела поради тоа што оваа тема е тешка и навистина тажна. На моменти јас бев свесна дека можеби пред празници малку можеби ќе ве растажнам, меѓутоа сметам дека е многу битно да се знаат сите овие. И освен ова има многу и други процеси кои што не беа дел, не стигнаа да бидат дел од оваа презентација, зашто нели еден саат треба да трае. Меѓутоа, да, веќе сме во голем проблем и треба брзо да реагираме. Благодарам на преубавите зборови, Тина. Берна, благодарам. Михаела, благодарам. Весна. Джина, мислам дека Кико има кренато рака и тука некаде полека да завршиме, пошто имаме уште некои работи кои што треба да ги направиме пред самиот крај. Да, повели Кико. Само да те пофалам, супер беше. Благодарам, и Кико. да кажам. Благодарам многу. Благодарам на сите, благодарам што се приклучивте, ви благодарам на вниманието. Сега ќе се обидам малку. Значи, се најубаво, да имате пријатна вечер, ви посакувам среќни божитни и новогодишни празници, ви посакувам многу среќа, убавини на вас и вашите најблиски. Се надевам ќе се видиме во следни прилики. Ве поздравувам. Фала ви. Джина, ти благодарам многу. Навистина, како што напиша и неколку од учесниците, а верувам дека сите го чувствуваа истото, а Љупчо некако го пренесе во името на сите нас, навистина преубава презентација, иако е темата, како што кажа и сама, тешка и тажна, но сепак нешто за што мора да се зборува. Љубаво беше напишано на крај, секој од нас што може да направи тоа е да истражува малце повеќе и знаењето кое што го има да го дисеминира кај останатите пријатели, колеги, соработници, другари, како и да е. Бидејќи ова е една